Добре дојде Мајк Шасена и за Мики Анчевски. Здраво, Мики, добре ни дојде. Здраво, добро ве најдов. Те знаем уште од дете, а сега веќе си зрело мажиште, можам слободно да кажам. Фала на комплимент, да. Тој сум. Тој си. Кога ти беше поубаво или уште си дете или веќе не ти беше интересно долго време да видиш дете па преминуваш во некои зрели години? Не бе, уште ми е интересно. Уште ми е забавно интересно, а јас сум дете во душата, така да тој сум дете. Нема никад да порастам како Петар Пан. Така му доаѓа, да, како Петар Пан. Прашање од географија. Кои се трите езера во Македонија кои што се уште се водат како природни езера? Усвари, дали имаме 3 езера воопшто природни во Македонија? Твојот одговор? Па вајда со последниот попис уште се 3, не знам. За природни? За природни. 30, Охридско, Преспанско, Доиранско, не знам. Чекај, последниот попис се уште не е дојден. Па сега ќе видиме со последниот попис како ќе биде. Колку ќе биде, да. На колку типуваш? Јас се надевам дека ќе останеме толку. На 3. Доста ни се, може едно море уствари да излезе, ама то не знам, ќе видиме. Дај Боже. Дај Боже, на Егејско море да излезе. Дај Боже. Абе било кој да е. Ќе ни дојде убаво во секој случај. Убаво, супер ќе ни. Да смениме малце да одиме на море, како дома да се одиме на море. Па така да, за да немаме проблеми кога ќе идеме на гостување, нели сега со коронава, па да не треба нешто вакцини ова она да ни става, не знам, се зафркавам не. Убаво ќе биде да имаме море, ама сега тоа е што е. Тоа е што е, да. Кажи ми, околу коронава досадно ти стана веќе долго време да седите, да не играте, да не сте многу активни? Па да, малку повеќе се поправив искрено, ама сите, па да, кој не уствари. Ретко да има некој да не е поправен. Не, шегата на страна, па стана досадно и знаеш како работиме работа која што подолго време ако не работиш, почнува да ти фали работава и излегуваме некако од колосек. Значи без разлика што работиме глума, сепак работата е таква каде што мора да работиш редовно за да си некако, не знам, да имаш кондиција, да одржаш кондиција, исто како да речеме музичарите после некое време ако нели не свират, си бара да нели да постојано да вежбаш, да тренираш, истото и со глумата, а освен тоа стварно станува монотоно и досадно да не знае човек што да прави по дома, така што добро е како театар, мислам дека и покрај цела оваа ситуација што настана со короната, некако се уште се бориме добро, заради тоа што од некако како почна октомври некаде имаме и репертоар по сите протоколи прописи нели како што си налагаат правилата, со нели мерење температура на врата и сите тие нели дезинфекции што и да е, што како што кажу, што си налагаат правилата, си играат представи, исто по број на глумци колку што треба на сцена, мислам дека не треба да се повеќе од 5. Имаме проби исто, имаше неколку премиери, така да супер што почнавме да работиме во секој случај. Ризик не дека не е, меѓутоа во секој случај работиме таква представа каде што таква работа каде што представите барем според мене треба да се играат пред публика и на сцена, знаеш, сега коронава наложи некако многу почнав да зборам, да не ме фати. Супер. Да не фати човек да не ти дај прашање што ќе ти легне. Абе, кјути. Се гледа дека сум бил долго време. Тоа ми фалело да си направуваме. Не, сега да кажам, некако знаеш со коронава многу ни дојде некако дома да седиме, навистина па убаво и кога ќе почне вака да функционира, да работи театарот, како што кажам, ризик е не дека не е, но во секој случај јас сум од оние глумци или да кажам луѓе кои што се поврзани со сцената, бидејќи нели имате сега и музичари и балерини, балетани што и да е, кои што нели короната не натера да размислуваме на некои поинакови правци во уметноста, значи да најдеме решение, па излегува нели оние онлайн представи кои што нели се игра, не знам, онлайн па си кликаш на линкот, па ти се отвара линкот, па си гледаш онлайн, ама сепак мислам дека тоа не е тоа. Тоа е некој си дај Боже да заврши коронава побрзо, па нели да си продолжи да се играат представи во театрите, не знам, и концерти да се одржуваат, и не знам, балетски представи, и опери, што и да е, надпревари спортски како што си е редот, нели со публика, но за сега решенијата се тие, се трудиме сите нели да најдеме некакви решенија. Еве едно од решенијата за играње на сцена пред публика е меѓу другото да се почитуваат сите тие протоколи кои што се наложени, ги почитуваме, така да за сега иде супер.
Кажи ми дечињата шоферот, кога се едно, па три празни, па друго, Па не е истото во секој случај, нема што да велат, они се затекнати во оваа ситуација. Не знам колку ја разбираат сериозноста на ситуацијата. Се гледа, се осеќа, се приметува дека не се исти представите. Значи не го нема оној џагор на децата и таа радост. Мислам, ние сме играле до пред коронава во преполни сали, си знаеш и самиот, каде што навистина децата искрено реагираат, без разлика на тоа дали навиваат за тебе или не знам, ако играш негативец, па као нешто те кудат, не знам, као не е лош си овона. Сега го има реакции, не дека нема, меѓутоа не е истото. Во секој случај пак ја кажам, да не се повторам, супер е што играме, заради тоа што и во ова време, не време, пак работиме, затоа што нели има еден куп луѓе кои што стана без работа, што многу жално, но другите театри немаат ништо. Струмички театар бев неодамна ги снимав и толку, другите не работат. Па да, мислам дека сме еден од ретките театри кои што уште одржуваме репертоар, што е, пак ќе кажам, супер, но не знам, пак ќе речам, се трудиме некако да работиме, да обстанеме во време на корона. Дај Боже да пројде побрзо и се да се врати во нормално, само тоа ќе кажам. Мики, од кога знаеше дека ќе бидеш глумец? Не сум од тие што вика јас од мали носе сакав да бидам глумец. Не сум од тие, навистина. Кога дознати? Кога се запишав на факултет. Не, прво сакав да работам нешто поврзано со анимација, бидејќи ме привлекува и цртањето. Па, знаеш како кога си мал, па малку и твоите ти влијаат на одлуките, па чекај што ќе правиш ти ако завршиш уметничко, па кој ќе ти ги купува сликите, бидејќи кај нас и се уште мислам дека нема академија, факултет што и да е за да завршиш анимација, нешто популарно е сега као нели на 3D анимација, компјутерска анимација, но во тоа време не беше развиено, не беше нешто толку популарно, тие визуелни ефекти како и да сакате наречете ги. Требаше да идам да студирам надвор. Мислам дека има во Бугарија и во што се најблиски везими јазици што ни се сродни, што би ги разбрал. Бугарија, Хрватска, не знам за Или исти јазици се тие. Да. Добро. Истиот јазик ќе си продолжеше да се студира. Така, да. Даба многу ми се виде далеку. Па запишав правен, па после неколку положени испити сватив дека не е тоа. И нешто што ми беше најблиску на таа првата моја, како да кажам, првиот мој избор, одлука, беше филмска режија. И сакав да студирам во Бугарија и првиот пат замина во Бугарија на свој мајчин јазик. На свој мајчин јазик да се студирам. Меѓу другото и стварно побара, значи требаше да полагам и историја на Бугарија и бугарски јазик, стварно мајчин јазик требаше да полагам, меѓу другото. Арно, ама Мики, пошто беше многу паметен, гутна рокот, терминот за полагање на тој првиот прелиминарен круг, за ти да можеш подоцна да одиш на академијата да го полагаш премиот на конкретната академија. И гутна зашто мајчин јазик не се полага. Да, ми беше чудно како сега јас мајчин јазик пак да полагам. И гутнав и што да правам и како дознав дека имало некој си драмски факултет и отидов на Твоите што ти викаат, ама што направи да рез краси се еднашка налет. Што дете се најде. Твоите сите завршија школски, ти уште не си почнал. Да. И заминав на академија со другар еден, он беше решен. Он беше другар кој што од мали нозе сакаше да студира глума. И отидовме на студентски прашања. Кој е тој Бојан? Не, тој не влезе на академија, за жал, е многу стварно талентирано дете. И си зема тој документи за да се запишува на глума, и јас ја доаѓам на ред и имаше, мислам дека уште работи весела една таква зборшенка. Повели ти што сакаш? И ја викам па за филмска режија и почна да ми набројува. Треба ова книга, ова треба она, треба. Значи требаше стварно, приемниот е премногу тежок. А имав многу малку време за спремање. Викам ништо, дај ми јас глума ќе се запишам. И јас сум еден од тие случаи каде што на
бафтана, што викаат. Решив да се запишам на глума и ме примија другаров кој што Целото по одучење и спремање. спремање од мали, но зашто сакаше, не го примија. Може му направи услуга, да ти кажам право, затоа што тој да замина негде во Јапонија, па таму нешто се дошколуваше, па во јапонска амбасада нешто направи, поздрав до него ако ме гледа. На негова сметка нешто правам шега, не е ни важно. Значи, сакам да кажам, не знаеш животот како ќе патиштата какви ти се, знаеш, сакаш нешто, ти излегува друго сосема, меѓутоа таков е животот, не предвидлив, тоа е тоа. И после од кога се запише, лесно ти одеше се, штрак. Па, лесно, малце се мачев, искрено, да, затоа што не бев отие што од малино за сакаше глума, не сум идел во оние, веројатно и тогаш постоја тие некои валјда школи за, веројатно постоеле, јас не знаев, затоа што имав ја во моја класа луѓе кои што стварно, значи беа од, не знам, некој си актерска фамилија да речеме, па иделе на глума, па се знаеа некој со некој, не знам, ја бев така како од Марс паднат и прва година стварно се мачев, ми беше многу тешко, додека влезнам во колосек, додека сватам што е академија, кај сум запишан, ми требаше стварно некој време додека се уклопам, ама потоа се снајдов. Затоа на почеток реков работиме работа која што бара стварно да работиш постојано. Не е како добро, ти си глумец, талентиран си, добро се и да не играм 10 години, тоа е тоа, не, напротив, си бара со секоја нова представа учиш нешто ново и се надоградуваш сами од себе си. Мислам, ако си нели од оние уметници кои што се труди со секој нов проект, со секоја нова улога, да и со секој нов режисер да научиш нешто ново и сам да се надоградуваш. Ако се дојде кажеш што јас имам талент, ќе си средам, ќе си цупкаш во место. Мислам, така е секако и со секоја работа во секој случај, барем ја така сметам, бидејќи без разлика дали ти работиш глуме или работиш, не знам, пекар, ако си останеш кај добар сум, ништо нема да биде од тебе во секој случај. И после ми ќе доаѓа запослувањево во театар за деца и младинци и во секоја представа главна улога. Да му се здоследне на човекот. Да му се здоследне човек, само во поделба, да те чита тебе, викаш, аман, шо е ове, од мал што не сакаше да е. Да, шо стора сега? Шо стори сега човек? Па така некако му доаѓа, да, кога се вработив, тогаш Драган Довлев, колегата, беше директор и ме прашува, вика, добро, вика, ти сакаш сигурно да си во овој театар? Викам, да, сакам. Сигурно? Викам, да. Па добро, вика, знаеш, во овој театар, вика, не знам колку се извесам, многу се работи. И стварно многу се работи. Ама доброто е тоа што се вработи во театар каде што мислам види, не сум само јас кој што има представи, ротирам, ај сега сме повеќе глумци, порано некако помал беше ансамблот, па некако знаеш, исти луѓе ротиравме цело време. Тие сакал некел тие се, значи не сме, не знам да речеме МНТ или драмски кои што имаат, не знам 30-40 глумци на лагер, па сега ти имаш да си бираш, па има кој да ти игра, не знам, епизода, па има некој да ти носи тацна, што викаме ние така, па има некој да ти е главна улога. Овде сакал некел ќе си играш епизода и главни ќе носиш све ќе поминеш. Дури ќе научиш и со кукла да работиш, под маска да работиш и се, буквално се. И у секоја представа има играње и пеење, сакал некел ќе научиш да играш и да пееш, и што и да е, значи се, буквално се. И пак ќе кажам, среќен сум што сум во овој театар. Не го кажам ама лицемерно само затоа што сум работен, па сега и си го фалам театарот, ама верувајте дека така ја се вина по младите колеги што се вработи им велам, имате среќа што сте во овој театар затоа што во ниден друг кај нас прво нема школа за кукларство. Нема школа каде што можеш да научиш, например, да играш стварно под маска, пошто е специфична играта, не е иста. Исто, секоја кукла е различна, секоја куклена представа е различна. Им велам, немојте да бидете од тие глумци као, јас не играм во куклена представа, јас не сакам, и се, никад не сум фатил кукла, некам се, а мене не ме бива. Треба да грабаш, да учиш, затоа што нема кај нас таков факултет, таква академија, единствено можеш да научиш во овој театар и ќе бидете во предност ако некогаш се случи да дојде некој си светски познат режисер кој што ќе бара или во филм или во документарен, еви некоја представа, замислете да се прави, не знам, да речеме Лавот крал доаѓа да се прави бродвејска представа, тие веројатно ќе прават кастинг од цела глумци од цела Македонија. Ќе бидете во предност затоа што ќе знаете и со кукли да работите, и да играте, и да пеете, и под маски да играте, за разлика од другите театри каде што глумците играат, значи сега да не испадне дека нели навредувам или ги омаловажувам, меѓутоа ние сме некако малку поинаков театар. Значи си играат детски представи, во тие детски представи ги имате сите овие елементи и играме секако и младински представи каде што има, значи, посериозна драматургија. Така да не е дека сме ние као осиромашени, че ќе не играме само бубамари, не знам, штурчиња, па сега не знаеме да се снајдеме напротив. Мислам дека сме театар кој што се сме добро подковани за буквално во секој еден вид жанр на представа, стил на представа.
Која улога вака ја спреми? Па нема улога што сум ја спремил така. Сите некако Се мачаш. па се мачав стварно. Мачно е затоа што сакам да направам улоги да не се повторувам од една од друга улога и мачно е, не дека не е мачно, меѓутоа после тоа е забавното. Кога ќе сватиш дека си направил нешто добро и е интересно, Кога ти легнува улогата, пред премиера или неколку дена пред премиера? различно е. Секој пат е различно. Некој пат доаѓа пред премиера, да речеме непосредно пред премиера, може да е, не знам, половина месец или нешто така. Некој пат сваќаш дека улогата ти легнува после премиерата. Например, сум имал и таков случај, да речеме, во Снежната кралица, каде што играм неколку улоги, меѓу другото, една од највпечатливите улоги мене што ми е најзабавна е Гавранот што го играм и се мачавме многу со таа сцена и со Сара и со Драгана Милошевска режисерката. Се до една проба как на африканци онака излезе ликот и уствари свативме дека тоа е тоа. До тој момент, а тоа се случи баш непосредно, да речеме 10 дена буквално пред премиерата. И се мачавме буквално 10 дена пред премиерата и постојано велев на Драгана ќе излезе премиерата и знам дека не е таа сцената, не е тоа, ликот не е тој. И она го знаеше тоа, ама некако се случи ете така среќа во несреќа, како да кажеме. Усвари не среќа во несреќа, среќа се случи да нели се го најдеме зрното што викаме ние на ликот во представата 10 дена пред премиера. Ми се има случајно и да ми легне ликот после премиера и тоа ваѓа после некое време. Например, нашиот клас представа кој што е исклучително тешка и не е детска, е многу језива, страшна, не знам како да кажам. Ја спремавме представата и премиерата пројде и после неколку изведби и репризи пројдоа и дојде после, не знам, 2-3 месеци играње, гостување на Чернодрински, мислам дека требаше да гостуваме со представата. На таа изведба сватив што е ликот. Буквално на таа изведба, не знам, некако, знаеш, кога ќе ти кликне некако, тоа е тоа. Значи има и таква ситуација, меѓутоа пак ќе кажам, значи од актерот зависи колку се вложува и колку тој истражува. Ако јас сум од оние глумци кои што сега вработен сум, многу ми е гајле, секако зимам плата, работел или се трудел јас правел лик или исто сите представи, значи нема, јас лично нема да прогресирам во мојата професија актерски, што според мене сметам дека не е добро, значи некако ќе шлајфуваш во местото, не е окей, публиката веруете го приметува тоа. Со сите подеднакво си близок со колегите или со некој сакаш повеќе да играш со некој помалку? Не, немам таков проблем, искрено, да, не дека сега правам лице, меѓутоа немам проблем со кој колега да играм. Сите колеги ми се подеднакво драги и мили, сите колеги сум играл и се исклучително талентирани и добри во својата професија, особено по старите колеги кои што имаат нели километража, како велиме ние, зад себе, со одиграни представи, со искуство, нели, детски представи, работа со кукли, работа со деца исто, не знам, драмски представи, така да особено првите години гледав да учам од нив, затоа што па и ретко сте да се погодиш да играш представи со колеги кои што сака да ти укажат на грешките, да не се себични, како да кажам. Тоа е голема добивка, голем ќар кога ќе се вработиш негде. Еве пак ќе кажам, не мора да си глумец, да има некој постар колега да те подучи, да те насочи, да ти каже каде грешиш, да не е себичен, да те остави да греши, како да ти се сети, супер, сега. Да. Што не можеш да ме стигнеш. Да. Се погоди да сум во таков театар каде што навистина постарите колеги знаеа да ми, мислам не само мене и на сите други колеги да укажат како треба и што треба. И секако истото сега јас го правам со, не дека сум нешто како исклучително постар или не знам кој се колку поискусен, меѓутоа она што јас сум го поминал, сега некако го кажувам и на колегиве што сега најтазе се вработија, бидејќи сепак сметам дека не сме тука од денес за утре. Значи треба да работиме. Треба и денината останува на младите, нели? Така е. Фала ти, Мики, што не беше дел од мајкша сцена, се надевам дека се изна зборува вака, она што ти лежеше на срце една година, конечно излезе вака на површина. Може би ја слушате, ама. Ти знам дека можеш слушате, ама Марија не чека. Да, не чека. Фала ти многу што ни ги правиш
представите поубави во театар за деца младинци, што не го прави животот поубав и што си еден ведар лик, приступачен и убаво што се поклопиле коцките да видиш глумец, иначе немаше да те знаеме. Па да, фала и на тебе на поканата и се надевам дека ситуацијава ќе пројде побрзо, па нормално вака да седнеме и да се дружиме и на сцена и за сцена, да не чекаме вака сега малку страв да ни е као чека корона, па со маска, па без маска, па дезинфекции. Така да дај Боже да пројде се ово побрзо и да продолжи животот најнормално. Фала ти многу. Фала и на тебе. Поздрав. Добро јутро, Мајкша Сена и за Владко Лазовски, еден од доајените на театарот за деца и младинци. Кога беше млад, Владе, кога доајен стана? Па добар ден, денеска ми е точно годишница, 28 години во театарот за деца и младинци. На денешен ден, 93-та година се вработив. Супер, се поклопи денот некако за снимањето. Како ти беше тогаш? Па како беше? Одлично беше. Тогаш бевме пионери во оваа област. Знаете, театар за деца не постоеше. Постоело 60-те години драмски театар, потоа прерасна, не, така го викаме, во малце посериозен театар. И имаше еден вакуум од 30-на години, каде што имаше млада генерација дечиња, не посетуваа детски представи. И во времето тогаш, 90-та година, се отвори театарот за деца и младинци. Јас веднаш почнав да соработувам. 92 година веќе имав првата улога, 93 година со решение бев. И почастен да бидам првиот, јас и Изабела бевме првите вработени овде, да. А која ти беше прва улога во 91? Во 91 беше Лимонада Џо. Беше еднаш на Дивиот Запад, така беше насловот на Димитри Осмали, покоен Бог да го прости. Тогаш играв главната улога Лимонада Џо, а потоа играв првата представа со веќе вработен беше Зрното грашок и принцезата. И таа представа одеше, не знам. Се уште оди. Се уште оди, негде околу 250-60 отприлика има изиграно. Сега за сега води Убавицата и Зверот со 350 месечини представи. Колку е убаво, ти си глумел во тие представи, колку е кога ќе видиш на репертар, 280 пат ја глумиш истава представа. Убаво е да ти кажам затоа што секоја представа па е различна. Затоа јас повеќе го сакам театарот него ли филмот, бидејќи филмот е тоа вкочането, тоа е сликано, знаеш, и тука веќе не може да се менува. А представата, тоест театарот е жива материја и представата се менува од една до друга представа, се менува многу работи. Мислам, останува контекстот, тоа е тоа Зверот си е звер. Но се менува, живее представата, зависи од тоа каква енергија ќе добиете од публиката, таква енергија и пласирате. Тоа интерактивно е цело време. Јас си ставив еден принц да бидам. Ако убаво. Малце да осетам да видам како е. Има некоја представа која што вака на прво кога ќе се сетиш ти е број еден од сите представи одиграни во овој театар? Па, имаше неколку комисии на меѓународни фестивали кои што ми дадоа награди и рекоа дека таа добра представа е било и добро сум ја одиграл. Мене иначе ми се сите омилени. А комисијата си кажува, нели, со наградите таму велат, окей си дечко. Околу наградите поттикнуваат нешто понатаму да правите уште подобро или некогаш па се разочарувате кога мислите дека некоја улога е направена супер или некоја представа е супер па не е евалуирана, да речем, со награда од страна? Едноставно наградите само ти ја даваат еден вид на потврда дека тоа добро си го сработил и една желба за понатаму да продолжи со истото темпо. Толку. Братко, глумците сите знаат и да играат и да пеат, да речем, претежно се за сеги бива, да речем јас. На некој начин па македонските глумци посебно се талентирани. Што се однесува до пеењето, се сеќам на една манифестација која што беше преубава, глумците пеат, каде што ти учествуваше со Кети стално од театар за деца и младинци. Колку ти фали тоа дружење на тие така наречени преубави глумци пеат настани, кои што и до ден денеска се паметат, како да беа вчера, поминати се многу години. И направивме и еден обид, додека бев јас во Министерството за култура, направивме еден обид повторно да се врати таа манифестација. И јас сум едноставно заљубен во, се чини од првите години сум тамо, така негде четвртата или петата година почнав да учествувам, иначе тоа е по иницијатива на Драган Спасов на ДАЦ. Е потегната глумците пеат, заедно со Марин Бабич.
И се вклучив и некако си ја рачунав како своја манифестација. Одлично дружење, пеење, да, глумците знаат да играат, да пеат, да глумат и така натаму. Мислам, глумата ги содржи играњето и пеењето. И едноставно фалеше, но секогаш финансиите се проблем. Секогаш нема нешто доволно пари за да се одржи некоја манифестација и така некако замре, не замре, едноставно умре. Мислиш ли дека тогаш кога Беа имаше повеќе финанси и затоа обстојуваше? Па имаше повеќе финанси во смисол на други фирми кои што сакаат да учествуваат во еден таков настан, во смисол на донации и такви работи. Што не верувам дека не знам министерството толку многу го покривало за да може да Министерството за култура го покриваше како и секој обичен настан, мислам со една стандардна цена. Одвоивме и ние пред 2 години една така символична сума, нели, како од Министерството за култура, но сепак не се најдоа и доволно други кои ќе учествуваат за да се одржи. Во тоа време и се затвори универзална сала и да барате други простори, не знам што. Така некако бевме навикнати на универзална сала. Ајде се надеваме со отварањето, со реновирањето или со изградбата на новата сала, најверојатно ќе заживее и Тоа таму. било приубаво, глумците пеа се, навистина беше една манифестација која што едва ја чекаа сите луѓе во текот на годината, само што ќе заврши едната манифестација, па некако едва се чекаше да почне другата и вие исто се спремавте. Те имаат сега иста, слична, мислам, иста манифестација, глумците поат. Да, а кога престана глумците пеат, тогаш се сеќавам имаше една или две манифестации, новинарите пеат, спортистите пеат и така, тогаш се засака сите да пеат. А мислам дека тетовчаните одржуваат, а веќе 3 или 4 години поред така наназад тие глумците, ако не и повеќе, глумците поат. Да, ми се чини лани дека бев таму, да, лани бев. Така, убаво. Владко, ти не престана да играш додека ги одработуваше тие во Министерството за култура беше? Министер, што беше? Заменик министер, да. Не престанав да играм и најубаво се осеќав кога ќе си дојдев тука да си одиграм представата. Тамо некако тие административни работи, знаете, на глумец кој ќе го седнете у канцеларија, некако не го држи местото и постојано се шета. Да. Ја постојано кружев, ја никогаш не сум седнал на маса да водам состанок, цело време бев на нозе. Тогаш мислам дека ти беше најубаво, зашто па можеше да ги гледаш и другите манифестации во другите представи да ги гледаш од останатите театри повеќе отколку вообичаено. Да, имав можност да бидам и нели како еден главен и одговорен за театрите и центрите за култура и постојано бев на терен, што се вика. Бев на скоро сите премиери во изминатите 3,5 години колку бев јас таму во Министерството. Не пропуштив ниту една и само заради тоа шетање и заради таа дружба со глумците можеше полесно да се искомуницира и да се видат проблемите кои се, нели, тековните проблеми, начините. Постојано разговаравме, баравме начини како да се решат, се со цел проектите да видат што побави. Па Владе, како да кажам, не дека ни фалеше, зашто беше присутен, но да бидиш повеќе присутен уште поубаво, затоа што сме навикнати, децата посебно знам дека уживаат кога ќе го слушат и твојот глас и твојот лик, дали е под маска, доминантен глас имаш на некој еден убав баритон. Така ти посакувам долг живот и посакувам се убаво да се овие коцките што го прават животот да се поклопуваат, да се наместат и да се гледаме и да се дружиме што е можно повеќе. Јас се надевам дека ќе играм овде почесто, само сум веќе од таа стара генерација и каде што во театарот за деца и младинци улогите малце и не ги прават. Нели за постарите, тука ако се погоди некој крал, некој да се одигра некој дедова, некоја приказна. Имаме фантастична нова млади деца кои што се вработија во театарот за деца и младинци, полни со енергија, едноставно се гордеам со нив, да ви кажам. Искрено, кога ги гледаш вака, се гледам себе си пред 20 и скоро 30 години. Одлично е тоа, се надевам дека тие, колку можам ќе помогнам, што се вели, со своето искуство, но и понекогаш малце ќе подзаиграм. Фала ти многу, се гледаме. Се гледаме се најубаво.